Драги гледачи, ве поздравувам и во оваа прилика и продолжуваме со нашиот серијал Смислот на животот. Во оваа прилика ќе размислуваме за темата живот од Божја перспектива. И пред да завлеземе во оваа тема, јас би сакал да ви пуштам еден видео кој има една своја порака и подоцна ќе продолжиме со темата. Што можевме да научиме од ова? Што е тоа што го обликува нашиот живот? Начинот на кој го водиме својот живот, сушност го обликува нашиот живот. Твоите животни одредници ја определуваат твојата судбина на некој начин. Твојот поглед кон иднината ќе влијае на тоа како го поминуваш времето, како ги трошиш парите, како ги користиш своите таленти, а и ги вреднуваш своите пријатели. Како најдобро да ги разбереме другите луѓе е прашање кое исто така ни се наметнува. Еден од најдобрите начини да ги разбереме другите луѓе е да ги прашаш како го гледаш својот живот. Ќе откриете дека има толку различни одговори колку и луѓе. Сум слушнал дека животот е циркус, минско поле, тобоган, слагалица, симфонија, патување, игранка. Сето тоа се одговори кои можете да ги добиете кога ќе поставите ова прашање. Други пак кажале вака: животот е вртешка. Некогаш си горе, некогаш доле, а некогаш само се вртиш наоколу. Или животот е како велосипед со 10 брзини и менувач кој никогаш не го користиме. Или може и еден следен одговор кој би бил: животот е како играње карти. Мораш да играш со раката со која си делел. Да сум ве прашал како би го представиле својот живот, која слика би ви паднала прва на памет? Таа слика е сушност и твојата животна метафора. Тоа е поглед на животот до кој ти се држиш свесно или несвесно. Тоа е она како го опишуваш животот и што од него очекуваш. Луѓето често се изразуваат и ги изразуваат своите животни ставови така што носат одредени или одредена облека, накид, возат одредена марка на автомобил, како што можевте да видите и во видеото. Веројатно никој од вас не предпоставуваше дека оној човек, онака како што беше облечен како клошар, би возел една таква скапа кола. Додека оној кој што беше облечен во оделото, повише би пристоела таа кола да е негова, затоа што веројатно предпоставувате дека добро заработува и би можел да си приушти такво нешто. Затоа и му се смееше оној постар човек. Ипак, или имаат посебна фризура, некои луѓе, налепница, па дури и тетоважа. Како што гледате на оваа слика, ја верувам дека некои вредности овде се искривени. И не би коментирал, него сами донесете коментар и одлука на она што мислите дека е во ред. Твојата неискажана представа на животот влијае на твојот живот и повеќе отколку што ние самите можеме и да замислиме. Таа ги одредува нашите начини на очекувања, вредностите, односите, целите па и приоритетите во нашиот живот. Например, ако мислите дека животот е забава, основната вредност во вашиот живот ќе биде забавувањето, нели? Ако сметате дека вашиот живот е трка, ќе ја цените брзината и веројатно стално ќе бидете во некоја журба, во нешто што нон-стоп
ќе ве тера побрзо да ги обавувате работите. Ако мислите дека животот е маратон, тогаш ќе ја вреднувате и цените вредноста на издржливоста. Сметате ли дека животот е борба или игра? И дека е важно во таа животна игра кој ќе биде победник или која е победата која ние како луѓе треба да ја оствариме. Кој е тој поглед на наш живот? Може би го засноваме својот живот на погрешна слика на нашиот живот. За да би ја исполниле целта поради која Бог нас не создал, за што зборувавме во изминативе предавања, ќе мора да си спротивставиме на општо прифатената мудрост и да ја замениме со библиската представа на нашиот живот. И еве што Библијата ни вели во посланието до римјаните, апостол Павле ги кажува следните зборови. Не сообразувајте се со овој век, туку преобразете се со возобновување на вашиот ум, за да можете да испитувате и осознавате што е волјата Божја, што е добро, благоугодно и совршено. Значи, ова е прашање кое и ова е упат кој апостол Павле и сам Бог нам ни го упатува да не се поистоветуваме со овој свет во кој што денеска живееме. Како што кажавме, Библијата нам ни нуди 3 метафори кои ни покажуваат како Бог гледа на животот. Првата, животот е испит. Втората, животот е доверба. И третата, животот е привремен. Овие мисли се основата на животот која има цел. За првите две ќе зборуваме во ова предавање, а за третата во нашето следно предавање кое ќе го имаме. Кажавме, животот на земјата испаѓа како да е еден испит. Ова животна метафора се гледа во библиските извештаи. Бог непрестано ја тестира човековата природа. Вера, послушност, љубов, честност, лојалност. Може би тука ќе се препознаете и самите себе си. Зборовите како што се проба, искушение, очистување, испитување се појавуваат во Библијата повеќе од 200 пати. Бог го тестирал Аврама, така што барал од него да го жртвува својот единороден син, Исак. Бог го тестирал Јакова кога морал да работи уште неколку години повеќе за да би ја заслужил својата сопруга Рахела. Животот, кажавме, на земјата е испит. И еве што еден текст во создавање ни вели. По тие настани Бог, искушувајќи го Авраам, рече: Аврааме, а тој одговори: еве ме. Бог го тестирал и Јакова, како што кажавме, со тоа што морал да послужи на својот таст за уште неколку години, својот дедо за уште неколку години. Исто така можеме да погледаме и на првите страници од Светото писмо дека и Адам и Ева паднале на испитот во Едемската градина. А Давид на неколку пати не успеал да го положи испитот кој Бог му го дал. Ама Библијата нам ни дава и многу примери на луѓе кои го положиле големиот испит, како што се Јосиф, Рута, Естира, Даниел. И еве нешто што најдов, а мислам дека е сообразно со ова наша тема, а што е поучно и има една добра порака која упатува Душко Радовиќ. Вели: шта ќе речи људи? Реченица која е убила више снова него било шта друго. Не знам дали ќе се согласите со мене или не, али јас сметам дека на вистина оваа реченица стои и ден денеска. Секогаш гледаме што ќе кажат луѓето, никогаш не сме се прашале, а што ќе каже Бог? Луѓето може да не видат, а можат и да не видат во некои одредени ситуации кои ги имаме, али многу е поважно што ќе рече Бог на сето тоа. Еве еден духовен писател што му патува на својот син. Вели вака: Едсоне, искушенија ќе дојдат и на мене и на тебе. Веќе некој време се борам со искушувачот, но нема да му ја препуштам победата на непријателот. Моја предност е тоа што можам да имам совршена вера и целосна доверба во Бога.
Исус од Назарет беше пред се останато син човечки. Христос е пример на она што Господ би сакал ние да станеме. И продолжува понатаму. Бев искушувана до крајни граници и гледам од оние што тврдат дека го сакаат Бога, дека всушност малку го сакаат. Овде можеме да направиме кратка пауза и да поставиме на себе си лично прашање. Колку ние навистина го сакаме Бога? Продолжувам. Нашата послушност на неговите заповеди сведочи за тоа дали сме навистина Божи деца, склони сме да се грижиме заради она што гледаме дека се случува во нашиот свет. Сите сили на темнината работат против човечкиот род за да ја ограничат верската слобода и да наметат лажна служба на Бога како и обожавање на лажна сабота. Бог знае каков ќе биде исходот од сето тоа. Дали ќе се сложите со оваа констатација или не, али ја верувам дека е и текако вистинита и тоа посебно во овие наши денови денеска кои ги живееме. Еве уште еден интересен цитат. Животот е најтешкиот испит. И пазете сега, вели, многу луѓе паѓаат бидејќи копираат други без да знаат дека секој има различен тест. Дали е тоа вистина? Да. Може би некој од вас е искушуван што се однесува до, не знам, цигарите, алкохолот, било што друго, дрога. Може би за мене тоа не е искушение. Така да, секој од нас има различен тест. Еве, уште една особа што вели. Вистинско богатство е кога сте толку скапи да никој не може да го купи вашиот карактер. Дали навистина сме толку скапи? Да не дозволуваме да некој може така лесно да не купи. Карактерот се открива и усовршува преку испитите. Цел живот е испит и така да цел живот ние го градиме нашиот карактер. Ние сме секогаш на испит. Бог непрестано не гледа како се однесуваме кон луѓето, кон проблемите, успехот, конфликтите, болестите, разочарувањата, па и кон самото време. Тој не гледа и оние наједноставни работи, како оние од типот кога некој ќе му ја отворите вратата. Го кренеш отпадокот кој е фрлен на земјата, или кога си љубезен кон службеникот, или кон келнерот, или кон било која друга личност. Сето тоа Бог го гледа и го вреднува во нашиот живот. Дали тоа влијае на нашиот карактер? Дали ние ќе дозволиме да тоа не менува? Кажавме дека ние сме секогаш на испит. Какви се испитите и тестовите кои што не очекуваат? Не ни е познато на какви се испити Бог ќе не стави. Ама за некој можеме да предпоставиме на основ на самото Свето Писмо. Ќе бидеме тестирани со помош на значајни промени, неисполнети ветувања, невозможни проблеми, неодговорени молитви, незаслужени критики, па и бесмислени трагедии. Во сопствениот живот приметив дека Бог на испити ја ставал мојата вера, користејќи ги проблемите, мојата надеж, и на основ на тоа како сум се управувал во сите тие моменти, дали добро или не, и мојата љубов користејќи ги кон луѓето. Сето тоа биле дел од испитот кој Бог ми го ставил во мојот живот. Многу е важен испит како се ние однесуваме. Тогаш кога не го чувствуваме можеби Божјето присуство во својот живот. Понекогаш Бог намерно ќе се повлече и ние не ја чувствуваме неговата близина. Царот Езекиел го поминал таквиот испит и Библијата ни вели следно за него. Само кај пратениците на вавилонските царови што беа испратени до него да прашат за едно чудо што се случило на земјата, Господ го остави за да го испита и да открие се што му беше во срцето. Значи, каква вера тој имал? Езекиел уживал во блиската заедница со Бога, ама во клучен момент во неговиот живот Бог го ставил сам за да би го испитал неговиот карактер.
Kakva nadеж тој имал. И од друга страна, каква љубов имал кон Бога. Што е тоа што ние како луѓе можеме да доживееме? Еве го тој текст. Значи, дали нашата вера, дали нашата надеж, дали нашата љубов на вистина во потполност ќе ги положи оние тестови со Божја сила, со Божја подкрепа, со Божја добрина која што Бог ни ја дава секој ден одново. Езекијел уживал таа блиска заедница со Бога, ама во клучен момент во неговиот живот Бог го ставил сам за да го испита неговиот карактер. Може би и некогаш и нам тоа ќе ни се случи, да не го чувствуваме Божјето присуство и Бог у суштина тогаш сака да не провери и да не испита, да види каков е нашиот карактер. Кога ќе разбереш дека животот е испит, ќе сватиш дека ништо во твојот живот не е без значење. Дури и ситните случки имаат значење и за развивање на нашиот карактер. Секој ден е важен и секоја секунда представува нова можност да го продлабочиш својот карактер за да покажеш љубов, да се потпреш на Бога, да ја доживееш надежта, а и воедно и да ја покажеш верата во Бога. Некои испити ни изгледаат преголеми, а други некако не ги ни приметуваме. Сите меѓутоа се важни за вечноста и сите тие влијаат на судбината која што ние како луѓе ја градиме. Овде ќе бидам слободен и храбар и да кажам дека не постои пишена судбина. Сами ние си ја кроиме својата судбина. Со тоа, како на овие испити ќе поминуваме. Али добра вест е тоа што Бог сака сите животни испити да секој еден од нас ги положи. Така да никогаш не дозволува да нашите тестови бидат поголеми од милоста која Тој ни ја дава и која ни ги полага. Библијата вели дека, еве што, друго искушение, вели апостол Павле, вас не ве зафати, освен човечкото, но верен е Бог кој нема да допушти да бидете искушувани повеќе од силата ваша, а заедно со искушението ќе ви даде, пазете сега и ова, и излез, за да можете да издржите. Никогаш Бог нема да не преоптовари повеќе од онолку колку што можеме ние да носиме. Гледате дека во последно време се што се прави да биде со помал габарит за да можат луѓето да го носат. Јас се сеќавам во свое време кога работев преку студентска заедница и носев вреќи од по 50 кила. Денеска не можете да ги сретнете тие вреќи. Денеска вреќите се по 5, 10, максимум 25 кила. Кога ќе го положиме испитот, зашто ова ви го кажав? Затоа што никогаш нема да добиете поголем терет. Замислете кога вие можете да носите 5 кила, а некој да ви стави сега 50. Али Бог не е таков. Бог не оптеретува со повеќе од колку што ние како луѓе можеме да носиме. Тој многу добро знае колку ние можеме да издржиме. И кога ќе го положиме испитот, Бог тоа го забележува и прави планови како да не награди со вечноста и во вечноста. Апостол Јаков ни вели следно во Светото писмо, во своето послание. Блажен е оној човек кој издржува искушение, бидејќи откако ќе биде проверен, во некој преводи вели прекален, ќе добие венец на живот, што Господ им го ветил на оние кои го сакаат. Дали го сакате тој венец на живот, на вечен живот кој Бог ни го ветува? Второ, животот на земјата е дар на доверба. Оваа втора библиска метафора на животот е времето на земјата кој што го поминуваме, нашата енергија, нашата интелигенција, можноста и пријателството и средствата се дарови кои што Бог не ги дава. И Тој нам не ги доверил да се грижиме за нив и да со нив управуваме. Не да бидеме себични, него да со нив можеме да управуваме за благодат на другите, за добробит на другите.
Ние сме управители на се што Бог ни дал. Овој концепт на управителство почнува со спознание дека Бог е собственик на се и на секого на оваа земја. Еве што вели псалмистот во 24. псалам 1 стих. Господова е земјата и се што ја исполнува, вселената и оние што живеат на неа. Драги мои, и ние му припаѓаме на Бога. Сакале ние тоа да го признаеме или не, али тоа е реалноста и тоа е вистината. Ние стварно никогаш ништо не поседуваме за време на своето кратко бивствување на оваа наша планета Земја. Бог едноставно ни позајмува земјата додека сме тука. И се што ни е потребно да го живееме животот. Тоа било собственишто на Бога и понатаму е, али сега Бог ни го позајмува, ни го доверува како ние ќе управуваме со него. Гледате, и ова е еден испит. Како управители, како ќе управуваме со Божите креации кои што Бог ги создал. Кога Бог ги создал Адам и Ева, им ја доверил Едемската градина да се грижат за неа, за се оно што Бог го создал во неа. И Библијата ни вели следно. И ги благослови Бог и им рече: плодете се и множете се, и наполнете ја земјата, и господарете над неа, и овладајте ги морските риби, небеските птици и сите животни што лазат по земјата. Значи, прва задача која Бог им ја дал на нашите прародители во Едемската градина била да се грижат за Божите работи. Ова улога никогаш не е укината и не е прекината. Таа е дел од нашата цел и денеска. Се што уживаме треба да биде третирано како нешто што Бог ни го доварил на чување. Еве што вели и понатаму Светото писмо, апостол Павле во своето послание до Коринтијаните, вели вака: што имаш што не си примил? А штом си примил, зошто се фалиш како да не си примил? Често ние како луѓе велиме: јас немам ова, немам она. А не знаеме дека сме примиле можеби повеќе него што некој друг примил. Пред неколку години еден брачен пар на своите пријатели им ја дале нивната прекрасна куќа на Хаваи, која се наоѓала на самата обала да ја користат за годишен одмор. Тоа било искуство кое никогаш не би смееле да го пропуштат. Така да бескрено уживале. Кажано им било: чувствувате се како во своја куќа. И тоа го и направиле. Се бањале во базенот, јаделе од она што било во фрижидерот, ги користеле крпите и садовете, дури од забава рипале и по креветите, ама сето време знаеле дека тоа не било на вистина нивно. За да од своја страна не воделе сметка на тоа. Уживале што можеле да ги користат благодетите на таа куќа која не била нивна. Ова рипањето по креветите баш и мене не ми се допаѓа, не знам како вам, ама кога некој нешто ќе ви довери, треба да го чувате. Моето воспитување кое сум го примил од моите родители е да кога нешто ќе примиш и нешто што не е твое, мораш 2 пати повеќе да го пазиш, да го чуваш, отколку твоето. Затоа што е туѓо, позајмено е и треба да го вратиш тако како што си го поземно. Бидејќи ако не го вратиш во таа состојба како што си го зел, треба да купиш ново и да му дадеш и повторно нема да имаш. И Павле вели: а од управниците понатаму се бара секој од нив да се покаже верен. Овде можеме да поставиме прашање: дали ние како управници сме верни? За нешто што не е мое, народот вели: тоа ми е како задна дупка на свирчето. Ама христијаните живеат со еден повисок стандард, затоа што Бог е собственик на ова, мора да се грижам за тоа најдобро што можам. И Библијата ни вели, како што и прочитавме, од управниците понатаму се бара секој од нив да се покаже верен. Тоа што си го добил, да го чуваш,
zato što ti je dovereno. Isus često zborovao za životot kako za nešto što nam nije dovereno i raskažal mnogu razni istoriji i prikaski za da bi ilustriral koliko je golema našата odgovornost pred Boga. Во приказната за талантите, која сакам со вас да ја споделам и да ја прочитам сега, која се наоѓа во Евангелие по Матеј во 25 глава, ќе ги читаме текстовите до 14 стих до 29 стих. Зашто тој ќе постапи како човек кој тргнувајќи на пат ги повика слугите своји и им го предаде својот имот. И на едниот му даде 5 таланти, на другиот 2, на третиот 1, секому според способностите негови. И веднаш замина. Оној што зеде 5 таланти, отиде, ги употреби во работа и спечали други 5 таланти. Внимавајте сега. Исто така и оној што зеде 2 таланта, спечали други 2. А оној што доби 1 талант, отиде и го закопа в земјата и така ги сокри парите на својот господар. По долго време дојде господарот на овие слуги и побара да му поднесат сметка. Каква сметка ќе поднесиме? И кога пристапи оној што беше примил 5 таланти, донесе уште 5 таланти и рече: Господаре, ти ми предаде 5 таланти. Ете, со нив печалив уште 5 таланти. Господарот негов му рече: Убаво, добар и верен слуго. Во малку беше верен, над многу ќе те поставам. Влези во радоста на својот господар. Му пристапи оној што беше примил 2 таланта и рече: Господаре, ти ми предаде 2 таланта. Еве со нив спечалив уште 2 таланта. И господарот му рече: Убаво, добар и верен слуго. Во малку беше верен, над многу ќе те поставам, сподели ја радоста со својот господар. Што се случува со третиот? Му пристапи и оној што беше зел 1 талант и рече: Господаре, те знаев дека си жесток човек. Жнееш каде што не си сеел и собираш каде што не си веел. Па се уплашив и отидов и го сокрив твојот талант в земја. Ете ти го твоето. Значи, гледате дека овој воопшто не го искористил својот талент да се умножи, ама добил само 1. А господарот, внимајте што му одговорил: Зол и мрзлив слуго, ако си знаел дека жнеам каде што не сум сеел и собирам каде што не сум веел, требаше моите пари да им ги дадеш на трговците, па кога ќе дојдам да си го приберам своето со добивка. Гледате, голема разлика меѓу луѓето кои добиле таленти и како ги искористиле. Земете го од него талантот, вели господарот, и дајте му го на оној што има 10 таланти. Зашто секому што има, ќе му се даде и преумножи. А од оној што нема, ќе се одземе и она што го има. Дали ние се однесуваме вака како овој слуга? Секој од нас има барем 1 талант. Љубезноста, насмевката. Тој е талант кој што сме го добиле и како го користиме. Дали го умножуваме со тоа што на луѓето им се насмевнуваме и ја споделуваме таа насмевка да биде како заразна, затоа што во некои одредени мигови од вашиот живот вие ќе приметите дека некои луѓе се толку намрштени да челото им е целото изборано. Како ги користиме нашите таланти? Верувам дека би сакале да ги чуете овие зборови кои Исус ги упатил за верниот слуга. Господарот му рече: Убаво, добар и верен слуго. Во малку беше верен, над многу ќе те поставам. Сподели ја радоста со својот господар. На крајот од нашиот живот на земјава ќе бидеме оценети и наградени според тоа како сме управувале со она што Бог ни го доверил. Тоа значи да се што работиме, дури
и наjednostavните секојдневни работи, оние може би ситници кои ни се тривиални, не важни за нас изгледаат, али сите тие имаат влијание на нашата вечност. Ако кон нив се однесуваме како кон нешто што ни е доверено, Бог ветил награди за нас во вечноста. На прво место ќе добиеме признание од Бога и тој ќе каже браво, добро направено. Тоа е признание. И на крајот ќе бидеме почастени со славење. Дојди и сподели радоста со својот Господар. Бог исто така сака и да не унапреди. Исто така и да славиме заедно со Него, да се радуваме на она што Тој ни го доверил и како добри пристави, како добри слуги, управувачи, сме знаеле како да ракуваме со она што ни е доверено. Мнозина не може да разбера дека парите се испит и одговорност, а од друга страна и дар од Бога. Бог ги користи нашите финансии за да би не научил да му веруваме, а за мнозина парите се најголемиот испит. Бог го гледа како ги користиме парите за да би не испитал колку му веруваме. Библијата следното ќе ни го каже, сушност ова се Христовите зборови. Па така, ако во неправедното богатство не бевте верни, кој ќе ви го довери вистинското? Ова е многу важна вистина. Бог вели дека постои директна врска измеѓу тоа како ги трошиме своите пари и квалитетот на нашиот духовен живот. Така како постапуваме со парите, неправедно богатство, одредуваме колку Бог може да ми верува по прашањето на моите духовни благослови, вистинското богатство. Дозволете ми да поставам едно прашање. Дали начинот на кој постапуваме кон своите пари го спречува Бога да направи нешто повеќе во мојот и твојот живот? Можат ли да се доверат духовните богатства? Исус кажал, кому му е дадено многу, многу и ќе се бара од него. И кому му е доверено повеќе, повеќе ќе се бара од него. Верниот во малку, ќе каже исто Господ Исус Христос, и во многу е верен. А несправедливиот и во многу и во малку е несправедлив. Животот е минлив. Во една прилика на интернет го најдов ова. Се раѓаме, не донесуваме ништо. Умираме, не однесуваме ништо. А измеѓу се караме како да нешто поседуваме. Кои се тие најважни работи кои Бог ми ги доверил? И како ги користам? Е прашање кое сакам да ви го поставам за крај. Да размислите за вашите дарови и таленти кои Бог ви ги доверил. Како управувате со нив? Дали на Бога му дозволувате да навистина каже добар и верен слуго. Над малку си бил верен, над многу ќе те поставам. Каде планираме да ја поминиме вечноста? Мој план и желба е да вечноста ја поминам заедно со Бога и со своите мили и драги, каде повеќе нема да постои нити граница, нити одвојување, нити болници, ниту вируси, ниту бактерии, ниту војни, ниту омраза. Сето оно што нам на оваа земја денеска ни смета и ни пречи да живееме еден скромен, мирен, здрав и радосен живот. Каде вие ја планирате вашата вечност? Следно наше предавање носи наслов Животот е минлив. До тогаш ви посакувам секое добро и добро здравје и мир.